Почитувана македонска јавност, почитувани новинари, пред изборите кои поминаа, ветивме функционална и правна држава, ефикасна влада, која ќе спроведе реформи и ќе го подобри животот на сите граѓани по Македонија. Суштината поради која граѓаните ни дадоа огромна доверба не се оние прашања кои што во изминатиот период беа дел од јавното мислење, кој каква заклетва дал, што кажал, кој кому нешто направил, зошто овој се скарал со оној и така натаму. Туку суштината е политиките кои што треба идната влада да ги спроведе и реализира, треба да донесат владење на правото, сите оние кои што се огрешиле пред законот да одговараат пред истиот, да нема повеќе граѓани од прв ред малкумина и многумина граѓани од втор и понизок ред, како што беше, што би рекол еден политичар, како до сега, да донесеме реформи во економијата, да го подобриме стандардот на граѓаните, условите во образованието, да може секое дете на 1 септември да има вистински учебник пред себе, а не да се водат забелешки или да се добиваат скрипти како што беше пред неколку декади. Во здравството да не ни се случува тоа што денеска ни се случува, пациентите да ни умираат по ходниците, да се спроведуваат реформи и за земјоделците, младите дома да ги задржиме, повисоки пензии за пензионерите и сето тоа кое што го ветувавме за време на изборите да стане реалност и секој дневие во нашата држава. За да го направиме ова ни треба добра организација на владата, врз основа на членот 71 став 1 од Уставот и врз основа на членовите 139, 144 и 175 од Собранискиот деловник, поднесувам предлог на закон за измена на Законот за организација и работа на органите на државната управа по скратена постапка, имено во членот 71 став 1 од Уставот, како и членовите 139, 144 од деловникот, е уредено дека право да предлага донесување на закон има секој пратеник во собранието, владата и најмалку 10.000 избирачи. Додека пак со членот 175 од деловникот на собранието е уредено дека предлагачот на предлогот на закон може да му предложи на собранието да расправа по истиот по скратена постапка. Ја барам поддршката од сите пратеници во македонскиот парламент, без исклучок на која политичка партија припаѓаат, а легитимитетот и легалитетот на ова барање го темелам на изборниот резултат од пред неколку недели, кога коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН и новиот председател, професорката Гордана Силјановска-Давкова, освоја 436.000 гласови, односно 561.000 гласови. Легитимитетот од страна на граѓаните е јасен, кредибилитетот и легалитетот е исто така јасен. Ова беше исто така изборно ветување, идентично на она кое што го дадовме дека идната влада, коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, ќе ја прави заедно со опозицијските партии тогаш кои што беа, а денеска ќе бидат дел и веќе се дел од новото владино мнозинство. Тоа го говоревме за време на кампањата. Исто така за време на кампањата говоревме за реорганизација на ресорите во рамките на владата. И јас би сакал сега уште еднашка да повторам што е она кое што овој закон го опфаќа, каква е таа реорганизација. Би сакал накратко да ве запознам вас меѓу нормално граѓаните и македонската јавност. Имено со овој нов закон се предвидува, кој што е веќе доставен до архивата, се предвидува да бидат формирани или реорганизирани определен број на министерства во рамките на самата влада. И тоа, ќе започнам со Министерството за економија и труд. Министерството за економија и труд практично ќе биде министерство кое што ќе ги опфаќа дел од ингеренциите на старото Министерство за економија, а на тоа министерство ќе му биде додаден сегментот труд, за да можат работодавачите и работниците да бидат
во едно место и да можат на тоа место заедно да ги реализираат своите права, диалог и така натаму. Така што Министерството за социјална политика и труд, кој што беше досега, ќе биде сега Министерство за социјална политика, демографија и млади. Агенцијата за млади и спорт, која што постоеше досега, нема повеќе да постои, и ќе имаме посебно Министерство за спорт, исто така дел од надлежностите кои што ги имаше досега Министерството за економија во делот на рударството и енергетиката, ќе бидат дел од надлежностите на новото формирано министерство, тоа е Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. И исто така би сакал да напоменам дека дел од ингеренциите кои што ги имаше Министерството за економија, посебно во делот на туризмот, ќе бидат сега присоединети до новото министерство, Министерството за култура и туризам. Ќе имаме ново министерство кое што ќе има задача да спроведе еден многу важен проект кој што ќе зголеми транспарентноста во дењето на правото, ќе намали основаното сомневање за корупција во рамките на администрацијата. Тоа е ново формираното Министерство за дигитализација, кое што во суштина ќе ги наследи обврските кои што ги имаше до сегашното Министерство за информатика и информатичка технологија и администрација. Ќе имаме исто така едно ново министерство, тоа е Министерството за администрација, така што мислам дека со една ваква реорганизација ќе добиеме на ефикасност, ќе добиеме осовременување на самата влада и ќе добиеме пред се она кое што го ветувавме за време на кампањата, а тоа е да го подобриме животот и стандардот на сите граѓани во Македонија, без разлика на нивната политичка, без разлика на нивната партиска припадност. Затоа, уште еднаш би сакал да ја искористам оваа можност, да се обратам до сите пратеници во македонскиот парламент, да го поддржат овој закон, затоа што на овој начин ќе покажеме дека не живееме во стереотипи, стереотипите се минато и дека сите заеднички имаме една цел, а тоа е како да направиме подобро место за нашите сограѓани за живеење. Ке повторам, кредибилитетот, легитимитетот го дадоа повеќе од половина милион гласачи на последните парламентарни и председателски избори, на кои што јасно беше ставено до знаење што се очекува од нас политичарите и од идната влада, а тоа се пред се подобри услови за живот и реформи во секоја област и да не биде како онаа познатата како до сега. Еве, јас тука би застанал, би се заблагодарил, ако имате други прашања, ви стојам на располагање. Повелете. Законот, дали конкретно преговарате со никого од опозицијата и од кого поддршкавате го поддржат законот, конкретно кој од опозицијата? Па не сме преговарале со личности, со поединци. Денеска самиот закон влегува во собраниска процедура. Очекувам веќе во петок да се најде на седница на собранието, да се утврди потребата од носење на овој закон, а потоа матичните комисии кои што се надлежни за овој закон да ја продолжат расправата во рамките на самите комисии и откако тоа ќе заврши, истиот тој повторно да се врати на пленарна седница, имајќи ги предвид роковите во деловникот. Најдоцна очекувам понеделник, вторник, тоа е 10-11 овој закон да биде изгласан во една нормална постапка согласно деловникот на парламентот. Не би сакал да влегувам во расправа поединечна, не би сакал да повторувам искуство од минатото, кои што се покажаа како тривијални и погрешни, не би сакал да делувам како ловец на пратеници, туку едноставно сакам да ги повикам пратениците, сите едногласно, повикувајќи се на легитимитетот, а наскоро и легалитетот, на оние повеќе од половина милион гласачи, кои што го очекуваат ова од нас, кои што дадоа поддршка на програмата која што беше дел од изборната кампања, и во име на тоа сакам така да заврши
овој процес, затоа што непријатните искуства од минатото треба да ги оставиме во минатото, а треба да гледаме во иднината и заеднички да работиме за она кое што треба да биде реформа и она кое што граѓаните го очекуваат од нас политичарите. Предпоставувам дека не би оделе на ризик да би падне законот од 2013, односно предпоставувам дека веќе имате обезбедено 80 пратеници, него зошто би го дале, па поготово во скратена поставка, а кога им цели преговори за влада, според информациите се водени според новите рести. Значи, еве, нека не бидат конкретни пратеници, дали те се преговарале со пратеници, дали може да се очита од кој дел од опозицијата вие, сега да се изразам вака, веќе на поддршка, не знам дали има. Не би сакал да влегувам во дневна политика, благодарам на прашањето. Повторно ќе кажам, очекувам поддршка од сите пратенички групи, кои што се дел од овој парламентарен состав. Очекувам поддршка не само за овој закон, туку и за другите реформи, кои што како коалиција и како ВМРО-ДПМН ќе ги поднесеме преку законски решенија овде во парламентот, бидејќи граѓаните очекуваат од нас реформи и подобрување на квалитетот на нивниот живот. Предпоставките да ги оставиме настрана, да не предпоставуваме. Предпоставувам, знаете дека не сме почетници и наивни политичари да веруваме во случајности, во политиката случајности многу ретко има, но да оставиме работите да се движат по еден нормален тек. Бидејќи најавите беа дека најдоцна утре македонската председателка би го врачала мандатот да ја формирате новата влада, како вие планот би ги искористиле максимум тие 20 дена или веќе имате? Па можам да кажам дека преговорите привршуваат, тие се веќе завршени во одредена мера, во делот на формирање на владените ресори. Преговорите се завршени во делот на условно кажано третиот ешелон. Денеска треба истите уште еднашка да бидат потврдени, така што очекувам утре нормално председателот Силјановска да го даде мандатот на јасно декларираното мнозинство, кој што беше јасно декларирано при изборот на господинот Гаши за председател на собранието. Очекувам час поскоро да го поднесам составот на членови на идната влада. Малку се размислуваме поради одредени верски празници кои што се пред нас, за Душница и Рамазан. Ке треба малку да се води сметка и за тоа. Но мислам дека ќе успееме, исто така и роден денот на ВМРО-ДПМН на 17 јуни, така што имаме неколку работи кои што треба да ги нивелираме, оптимираме во период кој што следи, но секако дека очекувам идната влада да биде изгласана пред крајниот рок кој што е дефиниран согласно закон и устав. Уште едно прашање, бидејќи рековте стереотипите се минато, нема да биде како до сега. Знам дека овие нови закони што сега ќе ги се приоритетни со двотретинско мнозинство ќе бидат први, што се вели, меѓутоа, планирате ли да ја ukidете техничката влада и сите недолози што таа ги повлече, затоа што и сами главната партија пред да се формира техничката влада се изјасни дека веќе нема потреба за такво? Апсолутно да. Планираме неколку законски решенија или како пратеничка група или како коалиција да ги поднесеме во рамките на парламентот. Еден е и тој, за кој што вие зборувате сега, зборуваме за техничката влада. Ние уште пред изборите имавме јасен став, прецизен став дека нема потреба од техничка влада. За жал тогаш не наидовме на поддршка од страна на владиното тогашно мнозинство. Еден од законите ќе биде тој. Исто така тука се законите со кои што треба да се отвори фронт против корупцијата, а тоа се законите кои што го регулираат
Судскиот совет и Советот на јавни обвинители и новиот начин на избор, да тоа биде избор на самите суди и обвинители, да нема политичко замешателство по принципот како до сега и истовремено да биде рейтингот на обвинителството и судовите едноцифрен број проценти под 5, да ја вратиме до вербата, бидејќи само на тој начин може да ја развиваме Македонија. Во спротивно, ќе тонеме во нашето политичко мочуриште и нема да одиме напред. Исто така коалицијата вреди, најави носење законско решение со кое што ќе се интервенира во Законот за локална самоуправа, мислам, каде што нема да ги оптеретуваме повторно граѓаните доколку имаме миграција од страна на некој градоначалник во извршната власт повторно со избори, па следната година повторно со избори. Иако нас како ВМРО-ДПМН можеби тоа и политички ни одговара, имајќи ги предвид рейтинзите, имајќи предвид резултатите од изборите кои што завршија, кои што беа, морам да кажам, исцрпувачки пред се за граѓаните. Мислам дека е одговорно и кон граѓаните и кон јавноста да се однесуваме одговорно, да не трошиме дополнителни пари во рокот 9 месеци 2 пати и да дозволиме, ако имаме такви случаи на мигрирање на градоначалници од локалната во извршната власт, да интервенираме во законот и да може советите да изберат вршители на должноста до одржувањето на редовните локални избори кои што треба да се одржат 10 месец 2025 година. Цениме дека не е мудро, цениме дека е погрешно да трошиме народни пари 2 пати за иста цел, иако ќе повторам, нас како ВМРО-ДПМН и коалиција можеби тоа ни одговара. Мора да се однесуваме одговорно и да го заштитиме интересот на граѓанинот пред и над се. Господин Висоцки, кои од ВМРО-ДПМН активните градоначалници ќе мигрира како што видите во извршната власт, како што ви набројат новите министерства, дали може да ги наброите новите предлози за министри од вашата? Па во моментот не би зборувал за конкретни имиња, многу скоро денеска имињата ќе ги дознае македонската јавност. Треба да имаме и ние внатрешни консултации, се разбира. Членови на влада, министри, заменици, од редот на вработените нормално државни секретари, луѓе кои што ќе водат институции во условно кажано третиот ешелон. Така што набрзо денеска и таа информација ќе има јавност. Дали реорганизацијата ќе значи кратење на места во администрацијата? Во одредени институции, да. Ще едно прашање, ги споменавте тие реформски закони што ги планирате за правосудството, но токму крена многа вчера ме прозва и се пожали преку писмо до странските амбасадори дека на таков начин околу реформите за судовите обвинители и судскиот совет ќе сте направили упад во правосудиот. Како коментирате? Ќе направиме упад кај малкумина партизирани обвинители и суди, кои што за жал влијаат негативно врз оние обвинители и суди кои што си ја вршат работата согласно закон и устав. Господинот Лога, но и останатите од претходната власт има можност, речиси 7 години, да го реформираат и обвинителскиот и судскиот систем и наместо досегашните катастрофални 2, 3, 4, 5% доверба, да го направат барем двоцифрен тој процент. За жал тие не успеа. Програмата Платформа 1198, во која што е содржана оваа реформа, доби повеќе од половина милион гласови, заедно со коалицијата би рекол повеќе од 600.000 гласови и цениме дека тој легитимитет кој што го имаме, а е дел од изборите одржани пред некоја недела, ни дава за право да постапуваме никако поинаку
освен по она што е содржано во таа програма. И очекувам таа програма во најголем дел да биде дел од, би рекол, владината програма. Може ли прашање на претените полицейски ако завршите на се? Па не е предвидено да има други говорници. Добро, доврши кон вас. Може како да го анализираме случајот со моментално со Џафери и технички премиери и пратеник од каде ќе земе плата, вие спомнавте пример за како тоа би се наминало кога градоначалник би станал дел од завршената власт, на што превени со овој случај. Видете, ова не е прв таков случај. Ќе ве подсетам и во 2020 година технички премиер беше Оливер Спасовски, па беше и пратеник. Истиот случај беше и во 2016 година. Емил Димитриев беше технички премиер и пратеник. И така натаму. Тоа е точно сива зона, која што вие го споменувате, и сте во право. И треба час поскоро да се најде решение и за ова, бидејќи во сегашниот владен состав имаме и министри, вице-премиери кои што се истовремено и пратеници. Не е само Талат Џафери, туку има и други. И треба час поскоро да се најде решение. Јас не сум од оние политичари кои што имаат двојни стандарди. Видовте, спомена влада и на ВМРО да помене, споменав и влада на СДСМ, сега и влада во која што премиер доаѓа од редовите на Демократската унија за интеграција. Така што треба како собрание час поскоро да најдеме решение и за ова, да се надминеме себе си, да излеземе надвор од, би рекол, политиканството и да се зафатиме за работа, она што го очекуваат граѓаните од нас, тоа е подобар живот и реформи. Значи, техничката влада која би укинала, се тоа се служи? Да. Јас наведов 3 примери кои што се однесуваат на 3 различни политички партии за да не биде дека имам двојни стандарди. Инаку точно е, колешките што го кажуваат, тоа е проблем кој што се провлекува подолго време. Дали имаме други прашања? Ќе искористам приликата Грчка и Турција со Такис Денолина повторно позива околу Газманскиот договор за целата таа фама. Кажа дека ќе го upredам прашањето на написаните. Имате одговор на тоа? Мојот одговор јас го дадов уште пред неколку недели, што се однесува за, би рекол, хистеријата која што се случува кај нашиот јужен сосед. Предпоставувам тоа е дел од нивната предизборна кампања. Не очекувам талибански однос, цензурирање на елементарно човеково право, а се што е содржано во Преспанскиот договор и е дел од нашиот правен систем и уставен поредок, идната влада на ВМРО ДПМН тоа ќе го почитува. Вклучително, еве, и решенијата за пратеници кои што ги добивме со придавката содржана. Вклучително и предлог законот кој што денеска го доставувам е со придавката вклучена во него. Но моје човеково право, загарантирано со многу конвенции, е правото на слобода на изразување и говор. Јас не им се лутам на политичарите кога не го кажуваат целото и потполно име на нивната држава, туку едноставно крајот или дел од тоа име. За мене мојата татковина во секоја моја изјава е Македонија и ќе остане Македонија. Целокупната институционална комуникација, која што е дел од законите и уставот, ќе биде почитувана се додека тие закони и устав се во сила. Онакви какви што се. Не можете да барате да се почитуваат законите, да владае правото, да спроведувате реформи, а од друга страна да сте лицемерни и да кажувате работи кои што не се вистините и не можете да ги спроведете. Но во моите изјави ова ќе биде името за мојата татковина, а тоа ќе биде Македонија.
а на самитот во НАТО, ако се отвори тоа прашање, мојата порака ќе биде дека јас би сакал да градам мостови на соработка, на пријателство со нашите соседи, вклучително и со нашиот јужен сосед, источен, северен, западен. Македонскиот народ и граѓаните се миролюбиви луѓе, миролюбив народ, гостопримлив народ, така се однесувале. Очекувам така да се однесуваат и нашите соседи, да соработуваме и да негуваме добрососедски односи. Ке повторам, нити талибански имам намера да се однесувам, нити очекувам во 21. век талибанско однесување од било кој политичар и можеме, не само таму, на било кој форум да отвориме дебата, па да видиме кој колку реализирал од Преспанскиот договор, иако не би сакал да го губам времето убедувајќи се со моите колеги кој колку реализирал, би сакал да зборуваме за инвестиции, за подобар стандард, за развој, за реформи. Тоа е она кое што го очекуваат граѓаните од нас и тоа е она за кое што граѓаните го дадоа својот глас. Повисоки пензии, повисоки плати, пониска инфлација, подобар стандард, повисоки субвенции во земјоделството, поквалитетно образование, здравство достапно за секого, квалитетно здравство, млади кои што стануваат тука, нови работни места, квалитетни работни места, раст на економијата. Тоа го очекуваат граѓаните од нас и се разбира постојано на непомалку важно владење на правото и нула толеранција за криминалот и корупцијата, безкомпромисен фронт и борба против криминалот и корупцијата. Ако немате други прашања, јас би ви се заблагодарил. Убав ден да имате.